Почитувани, добар ден. Вие сте повторно со новото издание на Црвена линија. Најве зашто ќе говориме денес токму со вас. За да го спречи донесувањето на деталните урбанистички планови за населбите Алумина, Млечен и Влае од општина Карпош, советниците од ВМРО ДПМН поднесоа 4000 амандмани на општинскиот буџет. Градоначалникот Стефчо Јакимовски им порача на советниците на ВМРО ДПМН дека се членови на партија на лажен барок и не очекувал да гласаат за модерен урбанистички план како што има во Дубај, Чикаго, Торонто, Виена, Софија или Белград. Дали општина Карпош ќе направи инфраструктура за толкав број нови жители? Тоа е едно од прашањата кои што ќе ви ги поставим и секако ќе продолжиме со фактот дека е загадено, пренатрупано со илјадници празни станови. Зошто жителите од другите градови сакаат да имаат стан во Скопје? Кој ги купува новите станови кога цените се речиси дуплирани? Треба ли да има мораториум на градење станови во главниот град? Ова се неколкуте прашања кои што ги поставуваме во ова денешно издание на Црвена линија, но секако имаме и прашање плюс, кое што најчесто го велиме анкетно прашање, а секако можете да го одговорите доколку веднаш не заследите на Инстаграм. Па по заследувањето на Инстаграм, веднаш кликнете на Инстаграм стори, таму ќе ви се отвори прозорчето на кое што ве очекува вакво прашање, а тоа е дали би купиле стан во 35 катница. Две опции за одговор, да, не кликате на одговорот кој е ваш. Во проценти пресметано, резултатите редовно ги соопштуваме по рекламите во ова издание на Црвена линија. Секако оваа дискусија преку коментари, шернување и лајкнување продолжува и на социјалните медиуми, што значи заследете на Facebook Црвена линија, профилот на Телма телевизија и секако да не заборавам, не има и на Твитер. 02307-0005, тоа е телефонскиот број за Црвена линија, а за да се загрееме и подготвиме да го погледнеме и прилогот на Срчан. ВМРО ДПМН е партија на лажен барок и не очекував да гласаат за модерен урбанистички план како што има во Дубај, Чикаго, Торонто, Виена, Софија или Белград. Ова е реакцијата на градоначалникот на општина Карпош Стефчо Јакимовски, откако советничката група на ВМРО ДПМН вчера поднесе над 4000 амандмани на општинскиот буџет за да спречи донесување на деталниот урбанистички план за просторот на поранешната фабрика Алумина, како и за просторот кај Млечен ресторан или Влае. Зборуваат за бетонски чудовишта, а што е ова позади нас, ако не е бетонско чудовиште и кое представува најголема бетонизација на квадратен метар во Република Македонија. Сите ние овде се сеќаваме на едно мало зградиче на 2 ката со мало дворче, едно жолто зградиче со мало дворче. Гледате ли сега во какво бетонско чудовиште ова се изроди, каде готово целата парцела е искористена за да се изгради ова седмокатно чудовиште. На јавната презентација граѓаните се жалеа дека и сега таму нема каде да се помине, а камоли кога ќе се изгради цела населба. Дали сте виделе дека човек со попреченост не може да помине со својата количка таму? Зошто? Затоа што нашите соседи од веќе изградените згради се паркираат на улица. 5 канти за ѓубре контейнери, не знаат кај да ги стават, нема место. За 5 контейнера се збори. На улица Прашка. На улица Прашка зад Алумина и сега е хаос. Коли паркирани на сите тротоари. Децата се враќаат од училиште посреде улица. Преполни контейнери меѓу паркираните коли. На задоволство на амаалските мачки. Куќите наспроти десеткатниците и сега едва и го гледаат сонцето. Стравуваат како ќе биде ако се направат 35 катници. Преполно со паркирани коли покрај тарабите на Алумина, а таму допрва треба да се гради. Јакимовски вели дека со овој план ќе се решат проблемите. Покрај 2500 паркинзи за резидентите во тој кварт, ќе има уште 1000 паркинг места кои се стават на располагање на граѓаните на Карпош. Тоа значи дека целото паркирање на таа територија ќе биде решена. ВМРО ДПМН одговори токму од председиштето на Гром на Јакимовски. Изговорот дека за ДУП-от се кријат нови паркинг места е само блед обид да се протне бетонското чудовиште кај Алумина.
Јакимовски единствен интерес кој го има е штанцање на што повеќе маркици за згради, на нему добро познати инвеститори. Земјиштето кај Алумина го купи компанијата Пуцко Петрол на Асмир Јаховски, син на пратеникот Исмаил Јаховски од ДУИ во 2020-та за 18 милиони евра, односно 24 милиони евра со сите давачки. Фирмата сега си нарача урбанистички план за просторот на кој сака да гради стамбено-деловен комплекс. И ете така, по прилогот на Срđan Стојанчев, време е да ве вклучиме вас. До црвена линија се знае како се доаѓа 02-307-0005. Намалете го од технички аспект, ве молам тонот на телевизорот, од кога ќе ве вклучат од режија. Секако јас и вие да зборуваме само преку слушалка телефонски. Ако веќе го имаме и првиот гледач, велам добро вечер. Добро вечер. Секој добро, во црвена линија сте, повелете. Јас сум за сефте, така? Да, вие сте, повелете. Да ви кажам дека имам лесна нога, лесно ќе ви иде емисијата. Драго ни е. А оваа тема ми е посебно уживец ме погоди. Видете, кога нас ќе ни дојде памет со градбата во Скопје? Значи, една од причините за загадување на воздухот, освен тие што загадуваат, главниот проблем е на Скопје барикадите, облакотерите. Па ве молам, дали тие луѓе се свесни? Нека го погледаат глупото земјотрес после тоа каков град треба да се гради овде. Не е ова Менхетан со други услови на градба. Ова е котлина. Овде може само ниско градба, на 2 ката, куќи со дворови, широки булевари и зелени улици, така натаму. А досега, во последниве години е катастрофа направено. Според вас, кој ги купува овие станови, кога цените се речиси дуплирани? Па цела Македонија, па пола Македонија е у Скопје, да има стан у Скопје е најбитно. Ја да можам, јас би одел, ама цел живот сум тука и нема кај да одам. Не би живел во Скопје, за жал. Ме разбирате? Ме слушате, така? Да, продолжете. Значи, нема чарен, треба да се стави мораториум. Нема градван, нека го земат дупот, пак ќе речем, од 65-та. Значи, само тој начин може да се гради Скопје. Што е направено, свршена работа. Ама да се продолжи со овој начин да се растовари котлината од објекти кои што го попречуваат движењето на воздухот. Тие загадувачите може да и ќе ги решиме, мада ги... Благодарам многу, пред се што бевте прв гледач, знаеме дека сте и редовен и еве, верувам ќе се потврди на што укажавте кога се јавивте на почетокот, а тоа е дека, како велат, лесна нога, но еве, лесен повик го наречеме и дека по вас веќе ќе имаме поприлично доста гледачи, кои што секако сте добре дојдени, бидејќи сакаме да ги слушнеме вашите одговори. Добро вечер. Ало, добро вечер. Секој добро, во црвена линија сте. Госпоѓа Тина, Телма телевизија. Да, во програма сте со госпоѓа Тина. Да, видите, тоа новото градење кај Алумина на Стефче Јакимовски со своите пајтоши, мафии, не знам како, тоа веќе е многу дегутантно. Скопје е толку пренатрпан град да више нема каде гаража да се стави. Джабе они зборува за дупот, како ќе биде све добро, гаражи и едно друго ќе има. Децата не може да шетат по улици. По улици колите и контењери, све тоа што го спомиња тоа Њујорк, Абу Даби, не знам каде, тоа е веќе други култури каде што се знае на секој метар што има. А кај нас нема подземни катастар, денеска градат утре копаат и така натака. Според вас, кој ги купува овие станови кога речиси цените се дуплирани на становите? Видите, госпоѓа Тина, тие станови ќе бидат за избеглици. Македонија не може толку да абсорбира стамбен простор. Они ќе им дадат некои парички и тие ќе стојат празни. Македонија има страшна, катастрофална демографска структура.
Благодарам многу за јавувањето. Сега ко продолжуваме со вас, еве ќе ги повторам и прашањата. Денес ве прашуваме дали општина Карпош ќе направи инфраструктура за толков број нови жители. Загадено пренатрупано со илјадници празни станови, зошто жителите од другите градови сакаат да имаат стан во Скопје. Според вас, кој ги купува новите станови, кога цените речиси имаат дуплирани цени? Треба ли да има мораториум според вас на градење станови во главниот град? А сега кој ќе ве прашаме, она што ги прашуваме инстаграмџи, дали би купиле стан во 35 катница? Добро вечер. Добро вечер. Повелете во црвена линија сте. Јас сум на линија? Да, на црвена линија. Благодарам, вака. Прво овдека корист ќе имат градоначалниците, досега зедоа што зедоа, се имат уште некој стан, од секоја зграда по 1-2 стана ќе добијат, сепак, значи, тоа е нивни интерес. Меѓутоа, јас за друго се залагам. Дали тие градоначалници не размислуваат дека и нивните деца живеат тука, и нивните деца треба да спортуваат, да се движат, да имаат чист воздух? Зашто не предложија тие во потегот на Алумина, потегот на Треска, не направеа паркови, да има каде да излезе скопчанецот со своите дечиња, своите старци, да ги однесе на излет, што се вика со еден збор. Не можеме да име надвор од Скопје, ама може во самиот град. Кога би го направиле тоа покрај големиот градски парк, да има уште две нови, значи парковски големи пространства, каде што ќе може да уживаат нашите граѓани. А тие се заложија колку може повеќе да се изгради и дури 35 катници. Кога би јас сега живеел во Скопје, никогаш не би влегал во таква зграда да живеат. За нормално живење, за ако сакаме да имаме и воздух и све, нормално е најдека максимум 5 до 6 ката да имат зграда, да може да дојдат сончевите зраци до прозорите, да може, што се вика, улицата да биде осветлена, сончевите зраци да ги убијат бактериите по улиците. Нам ни треба тоа, чиста околина, чист воздух. Благодарам многу. Во продолжение сега кога ќе ги вклучиме и твитерџи, ќе стартуваме со твитот на Сплинтер, кој што напиша, еве сега ќе можете да видите, Тафталиџе 2025 година. Низ фотографија неговиот коментар на Твитера, ние ве прашуваме, еве, дали општина Карпош ќе направи инфраструктура за толков број нови жители, кој според вас ги купува овие станови со оглед на тоа што цените се дуплирани на становите во Скопје и треба ли според вас да има мораториум за градење на станови во главниот град? Добро вечер. Ајде, добро вечер. Секој добро од црвена линија. Бидете поздравени, еден човек од Ѓорче. Поздрав до вас секако. Бидете поздравени вие, вашата екипа и сите слушатели на сите телевизии. Големо благодарам. По моје, што се должи на ова? Во овие 33 години што немаше закон, што владееше и уште владее анархија. Кога би имало некој домакин, немаше толку да има населување во главниот град. Ке по малите градови и селата имаше инфраструктура друга, имаше земјоделието, имаш све се запусти и све се сконцентрира на Скопје. Мораториум. Тоа требаше уште пред 30 години по терцот на Љубљана. Јас по некоја случајност во Љубљана служе војска и земете податок вие сте новинар. Во рок од 30 години Љубљана е само 10.000 зголемен. Ништо повеќе. Кој може, еве, ќе го спомнам, сакам участие во спортиста бил и све, чифлигалец. Кој може него да му забрани да гради во Скопје? Никој. Тој држава во држава и други. Со сета почит према чифлигалец. Значи, нема закон во ова наша држава која би имало во друго, а мораториум подшитно да се стави. А дали би купил 35? Кога би имал пари, зашто да не купам? Ќе бидам поблиску до Господа. Благодарам што сте најблиску до црвена линија и што редовно и не гледате и учествувате, останете со нас и продолжете да не следите за да слушнете кои ќе бидат одговорите на останатите гледачи. Добро вечер. Добро вечер. Секој е добро во црвена Секој линија. добро на вас. Фала многу. Веќе трети ден ве барам
и нема да зборам за ова ваша тема, пошто не живеам во Скопје. Сакам само кратко да ви кажам, оти сега мене лично ми се случи пред неколку дена, а ме интересира зашто да овие купам ланче и барам фискална сметка, види џабе ве фискалната сметка, ние не подлегнуваме по данок. Друго, керка ми беше дојде, направивме заби, 3300 евра плативме, барам фискална, вели, џабе да ти дам, не плаќаме данок. Кало, ве молам, во која држава живееме? Од буџетот се полни од тие пари, злато да се купува, да се продава, заби, естетика, ние од луксус луѓето одат, естетики прават, цирконски, не знам какви, не знам шо, 300 евра еден зап, не знам. Добро, ова ќе го земеме во предвид со оглед на тоа што еве го споделивте и со нас, секако и со јавност. Дали може еве вашето јавување да го искористиме во однос на темата, сигурно имате став. Еве, дали вие би купиле стан на 35 катница? Да, мене ми е страв, никој што не би го направила, али ова што го реков прашањето, ве молам некако да дојдат до ушите на тие надлежни. Така, ве слуша целата јавност со оглед на тоа што еве се вклучивте директно во Црвена линија, а и ние како редакција, екипа ќе го земеме во предвид ова што го споделивте. Сепак Црвена линија е тука токму за гледачите. Благодарам многу. Да се вратиме ние на нашата тема. Ќе повторам еве оние прашања кои што секако верувам имате одговори на нив, е дали општина Карбош ќе направи инфраструктура за толкав број нови жители? Дали според вас еве Скопје важи и загадено и пренатрупано со илјадници празни станови? Според вас кој ги купува становите со оглед на тоа што цените се речиси дуплирани и треба ли да има мораториум на градење станови во главниот град? Добро вечер. Добро вечер. Добар ден. Добар ден нека биде. Повелете. Ве слушаме, повелете, во Црвена линија сте. Поздрав, Пина од Кавадарци. Поздрав до кавадарчани преку вас. Убава водиш емисијата, браво, така требе. Благодарам. Вака сега, Пина, во Скопје треба се направи, убаво кажаа гледачите, мораториум од милионски народ у Македонија, Скопје го направија милионски град. Иначе не мале воздух хубав, проветрува че не мале. Срамота е да се прави у Скопје. Онај Перси Екимовски е били у главата, ние не сме мајни. Ти сме за лептапе, се отадуе као Дубај или као Западот. Ти нема леп да јадим, има ли у главата тој човек што зборува. Нек се прошире Мариево намо, Прилепско, чи сладок, чи има скопјани тамо. Цела Македонија, исто са Македонија, во времето на Груевска, да се занимо, цела Македонија од исто време се просели у Скопје. Срамота која се заботе. Мораториум треба да се направи. Не од милионски град Скопје го направиме, од милионски народ Скопје го направиме милионски град. Дали вие би живееле на... Не ме слуша. Дали вие би живееле во 35 катница? Скопје не живеат. Кавадарци никако у Скопје. Така, поздрав до кавадарчани и сите вие кои што не следите оттаму. Продолжуваме секако со вас, драги мои. Добро вечер. Ало, добро вечер, Тина. Добро вечер, секој добро и вам. Вас ви благодарам и на вас и сите да ги поздравиме. Убава тема е. Централизација правиме на еден град Скопје. Да ви кажам искрено, ќе ви ги донесам сите провинцијаши да живеат во Скопје. Од 700, изнад 700-900 илјади жители до 1 милион имаат Скопје. Мислам, дај да се нашалам во стартот. Ја мислам дека градоначалникот Певче Акимовски имал добар план. Дали јас би живеел, јас живеам наспроти него во Козле, улица Козле, живеам на први спрат, не сум на 35 спрат, во зграда, да ви кажам наискрено, иначе живеам и во општина Гостивар. Централизација, кажав, е тоа и нека прави... Според вас, кој ќе купува овие станови со оглед на тоа што имаме неверојатно високи цени по квадратен метар? Тоа сакав да го кажам, ова пазара ќе намали цената. Ова, ако се успее да се добијат
план и овој елаборат на градоначалникот од Карпош, ќе ги намалат цените, затоа што сега знаете ли што, во Девар мало од 2.500 до 3.000 евра само што ќе почне да се гради се купува. И нема повеќе станови кај. Така да народ кој има си купува, кој нема ќе гледа, за жал. А ја им посакам сите да купат. Меѓутоа тоа, ја пак кажувам дека Скопје е централизација настанува на Скопје. Значи, сите догаѓања, сите работи се дешаваат во Скопје. И затоа народ купува. Таму е пред се. Така, големо благодарам и вам за јавувањето. Одиме повторно со Твитерџи и продолжуваме со твитот на Боби, кој што напишал: представниците од секторот за урбанизам и од кабинетот на градоначалникот Стефчо Јакимовски пак беа присутни во салата само додека проектантот го презентираше планот. Кога почнаа прашањата од граѓаните, излегоа од салата, па немаше кој да даде одговор. Во Тафталиџи и сега не се живее, од новите згради нема место канта за ѓубре да се стави, а вие цртате 35 катници. Вака рекоа жителите за планот за Алумина. Според вас треба ли да има мораториум на градење станови во главниот град? Сведоци сме на тоа дека Скопје е презагадено, високо котиран на таквите листи во светот, завземајќи дури и високото 4-то место како еден од најзагадените градови во светот, пренатрупано, но и со илјадници празни станови. Според вас, кој ги купува новите станови, кои што, иако во огромен број се гради постојано, држат висока цена, која што е веќе и дуплирана? Добро вечер. Здраво. Здраво. Види, има една изрека кај нас, кучка која јаде месо, јаде и стап. Сега тука кај нас кучките јадат месо, на стап не. Така да имаме ние многу политичари дека кои заслужуваат да бидат у фиока, ама не се у фиока, него се и градоначалници. Сега, градоначалникот моментален што е комшија со сите у општина Карпош. Знаеме, позната една приказна што се кажуваше порано. Ја го памтам во време на Бранко Црвенковски, кога беше министер за труд и социјала, и кога даваше изјава работниците у Македонија се како згрижени како мечки од планина. Значи, после таква изјава, тој кај мене има многу негативен печаток, па и уште сега требаше наместо, нели требаше да го осудат, ама не го осудија, бидејќи таква ни државата. Сега е он градоначалник и пак ќе тера истата традиција што тераше претходно. За да биде пак комшија на нови станари у Карпош, оваа сделка се прави, а ова не му е прв пат. Има и судење околу една бензинска пумпа у Карпош од тие Пуцко Петров, и пак упорно си ја тераат приказната и мува не ги лази, ама гајле нема. Кој ги купува овие станови, да речеме, со оглед на тоа што цените се дуплирани? Време нема, ако ми го продолжиш време, малку. Како рече? Кој, ќе го продолжиме 10 секунди, кој според вас ги купува становите со оглед на тоа што цените се дуплирани? Вака, становите ги купуваат оние што се нафатира во време на оваа транзиција и сега како да ги прикажат парите, не може другачи ако ги вади така без. Така, благодарам. Го добивме и одговорот на прашањето кое што го баревме од вас. Благодарам и за јавувањето. Добро вечер. Ало, добро вечер. Секој е добро, црвена линија. На вашето прашање кој ги купува, ја имам два одговора. Тоа е оние што не го стекнале со пот па продаваат и купуваат, речеме мигрираат, че го продаваат наследството од некого, кои со тешка мака го стекнал, они сега само продаваат за да уживаат. И младите претежно сега купуваат станови, бидејќи нели беа ефтини каматите, па се повлекува у центар, сакаат да се осамосталат, не им сметаат постарите и нарушено на традиционалното кај нас фамилијата, семејството, сите сакаат да живеат сами. Тие ги купуваат, затоа е голем притисокот за да се купуваат станови. Дали општина Карпуш ќе направи инфраструктура? Ни една општина во Скопје
Пазите, не само Карпуш, него ни една општина не прави нова инфраструктура согласно плановите и новите градби како што се градат. Него сето тоа се лепи на веќе постоечкото што може да се залепи. Па затоа се тие хавари, па гужви и све останат. Еве да нема да ќе зборам за Карпуш. Кажете ми каде ќе шири он инфраструктура сообраќајна? Каде? Прашка, од другата страна се приватни имоти. За треба да им го земе имото за да ја прошири улицата да направи 10 метра. Таа улица сега 4 метра. Или да му скрати на Пуцко Петрол од неговиот плац што му го продал тамо не знам по колку пари за да ја прошири улицата. Тоа е една работа. Втора работа, булеварите нема шанси да ги пипне, да ги прошири за да гужвата. Така да ова е тоа поради таа цела кабада. Ке посетам, внимавајте на тајмерот, ја вам ке ви се заблагодарам. Но и токму како што финаширевте со излагањето, ке се надоврзаме и со твитот на Диоген со лампата, која што има напишано 35 катници низ градов Скопје, кој да се спремаме за миграција на кинези или па може би турци. Не ми е јасно по кои улици ќе се движиме. Добро вечер. Добро вечер. Би ве замолила малку погласно, подобро да ве слушнеме. Добро вечер. Добро вечер, сега веќе подобро. Па еве, треба ли да има мораториум на градење станови во главниот град? Нормално дека треба да има. Не може да се гради од секоја општина да се изгласаат тие сите што се советници да се гради. Советниците ги бираат граѓаните, не за да тие изгласат да се гради кај што треба и не треба. Да речиме, ова сега Стефче Јакимовски, градоначалникот, смени неколку политички партии, дури самиот ја оформи политичка партија, само за да биде на власт. И се знае како влади, како раководи. Но тука нема да разговарам многу, ќе зборам кој ќе ги купува становите. Па мислам дека пред извесен период една пратеничка од Гостивар има само една пратеничка 4-5 станови во Скопје. Така да мислам дека и тие 35 катници да се изградат ќе бидат малце за следните 4 години. Од тие министри, функционери, пратеници, заменици министри, сите по 3-4 стана и уште ќе фалат, ќе треба и на друго место да се гради. Така да, штета, жалосно. Вие би купили ли лично стан на 35 катница? Да, и само од 30 до 35. Од 30 до 35 кат, највисоките, на врвот да видим. Така, благодарам многу и вам за јавувањето во Црвена линија. Еве уште еден твит. Б5 напишал: ниту тие што градат, ниту на тие корумпираните им е гајле дали има или нема паркинзи, улици, водоводи и се друго што е потребно за да се живее нормално. Треба ли да има мораториум на градење станови во главниот град? Според вас, кој ги купува становите, иако знаеме дека цените им се дуплирани? Добро вечер. Добро вечер. Дали се слушаме? Добро, како и да е, ќе продолжам, секако ќе ве подсетам дека оваа дискусија и се што сакате да надополните и во јавувањето да ги дадете одговорите на нашите денешни прашања, секако ќе ве подсетам да не заследите и на Facebook, тоа е нашиот профил Црвена линија. Меѓу другото ќе ве подсетам дека нашите теми се објавуваат и на профилот на Телма телевизија. А еве ќе ви споделам еден од коментарите, кои што веќе се 4. Ќе почнеме со коментарот на Златко Ѓоргиовски, кој што на Facebook напиша. Еве, малку ќе вратам наназад, за да тоа има целина, всушност вака изгледаме денес. Прашањето е зошто жителите од другите градови сакаат да имаат стан во Скопје. Златко Ѓоргиовски напишал: не. Како жител на Скопје, кој денес е на 4-то место по загадување на воздухот на листата на најзагадени градови во светот, веднаш би го продал мојот стан и би се иселил од него, а камоли да купувам нов стан во 35 катница, каде не би смеел ни да го отворам прозорецот. И тоа не во населба која заедно со Новолисиче и Центар се најзагадени во Скопје. Може би да,
но само доколку зградата е на средно водно. Добро вечер, ако имаме нов гледач. Добро вечер, Македонија. Добро вечер. Јас сум во програма. Да, ве слушаме, повелете. Слава на Бога, после недела дена и добивање секој ден по 30 пати звонење, конечно, може грешка вие што сум вклучен во програма, јас сум штетен по Македонија. Не, видете вака, ве молам, значи тоа го зборува и гледачи за вас. Да, знам. Тоа знаете ли што објаснува? Тоа значи дека се повеќе се зголемува бројот на гледачите кои што вртат и тогаш се блокираат линии. Некој може секој ден да звони што поддржи ова власт и да биде во програма, некој што ја брани Ајде, Македонија. добро, така нека биде. Вие дали би живееле во 35 катница? Јас сум обичен работник, јас не сум црвена титула буржуазија да имам пари да купам стан. Кој според вас ги купува становите кои што имаат дуплирани цени? Па оние што нели ја ограбуваат Македонија секој ден, нели, што продаваат, ево е Пуцков Петрол, нели, од обичен селанец од Пласница, стана најбогат човек во Македонија. Беше во СДС, го одбра за тамо, нели, градоначалник на Пласница. Кажете ми дали вие сте запознаени колку прилепчани има кои што се доселени и живеат во Скопје? Нека се пикаат таму како сардини во консерва, јас не идам таму, овде ми убаво во Прилеп. Чиста средина, херој град, добро ми е тука. Само велам, овој Пуцков Петрол, велам, че со наши македонски пари ограбени од него, купи плац и сега ќе насели косовари, пошто сега е член на ДУИ, така, дрпа тендери, милиарди направи пари тој, а и ДУИ преку него. Тој ќе купи станови со наши пари за косовари, тука ќе насели за албанизација на Скопје. Епа, редувајте се, тале нека не вичи ни пак. Тале... Благодарам многу за јавувањето и должам да ви објаснам токму на вас, верувам, Тале бевте од Прилеп. Значи, не само што немаме ништо против, туку добро се сеќаваме дека многу гледачи всушност постојано не критикуваат дека вам ви даваме простор, па ви успева и до 3 пати да се вклучите во црвена линија. Она зошто не можете да се вклучите е всушност истото она што се случува и кога водиме квиз. Кога нешто станува интересно, многу гледано и сега кога се зголемува интересот за вклучување, што мене и како редакција ни особено драго, тогаш нормално многу потешко се добива. Но оние упорните, тоа го знаат и оние кои што играат заврти на тилма, истото нели го објаснуваме и таму знаат дека секако сме отворени и дека малку поупорни ќе бидете вклучени, како што и бевте впрочем во ова издание. Ајде да се продолжиме со темата. Добро вечер. Добро вечер. Секој добро и вам во црвена линија сте. Благодарам. А зошто сакаат да живеат во Скопје? Од другите градови дури. Не само од другите, од околината на Скопје. Па во Скопје работат само институции, во Скопје нема друга работа. Само прва смена и после ручек се ужива. По кафаните се луѓето уживаат. Ама од друга страна не се свесни дека се гушат, дека се загушуваат. А тоа не се они виновни, него некој друг направи Скопје да биде загушено од згради. Како дојдоа? Дојдоа не дека ограбија државата. Државата им даде пари со субвенции за приватен бизнис. Мал бизнис нели им дава 7.000 евра на време. Јас знам една моја роднина зема, додека ги потроши парите и после го затвори бизнисот. Им даваат субвенции за земјоделство, исто така знам еден од Македонски Брод, зема 7.000 евра субвенции, земјиштето го даде на друг човек од Македонски Брод, уште 5.000 евра, епа за 3 години зашто да не купи стан? Се купи нормално. Значи, они, државата доброволно им даде субвенции, а они наместо да го развијат земјоделството, наместо да го развијат малиот, средниот бизнис, они тие пари си ги потрошија да си купат стан и коли во Скопје убави да возат, да се чаламат. И после државата не ни чини ништо, не ни дава, државата краде. Па државата сме ние, како може државата да краде? Па луѓето крадат, луѓето прават корупција, не државата. Луѓето не запираат корупцијата, него ја создаваат. Благодарам многу и вам за вклучувањето. Продолжуваме. Добро вечер. Добро вечер, Тина. Голем поздрав до вас. Повелете во црвена линија сте. Прво, не би купил стан на први спрат во Скопје. Да одговорам тоа што прашувате, не па во 35 катница. Второ, зошто сите сакаат во Скопје? Мене многу ми е јасно. Водостопанство, шумарство и не знам се што е поголема фирма, само све е центрирано во Скопје.
И сега ете го од тука да идат во Скопје и да работат во Скопје луѓето. Заради тоа, не ради друго, што институции ние имаме. Еден документ, еден пасош да продолжам, треба Скопје да идам пример. Или така речено. И шо се занимаваме со тоа? Второ, во случај сега Стефче Акивовски 35 катници ќе градел. Па слушај ти да, не 35, 135 дека направи. А од друга страна имате емисии од било загадено четврто во Европа, Скопје загадено. Па сега да си кажеме право, еве го тој прилив на граѓани, еве тој прилив на станови што си подавате кафе од балкон на балкон. Па сега загаден воздухот. Па ќе ви биде загаден како што ние се трујаме со рек овде во Битова, вие се трујате од урбаната мафија. Кој ги купува според вас овие станови со оглед на тоа што цените се дуплирани? Истото, кој ги купува, овие што си е зголемија платата 78%. Сето тоа е мафија која има по 5-6 станови и да не речам појќе. Сум слушал, сум бил во Скопје, сум бил во близина на Стефче Акивовски, 10 има до сега станови. Јас да сум ко Стефче Акивовски би се страмел. Многу не навивам за ние на партија. Не му е срам од кого е избран тој. И сега ќе ми кажува тој дека Скопје 2000, не бранам никого таму 2014 кој беше, се изградиле. Па Скопје од кој стара таков, кога направи Груевски, стара метропола дира туристи да видат нешто, што чини. Јас не навивам за никого. Ама, та е вистината, што направи овие за 7 години? Нема 5 метра. Благодарам многу и вам за одговорите во црвена линија. Еве уште неколку коментари на Facebook. Еве посетам за следете на социјалните медиуми. Секако се што сакате да надополните, кажете и коментирате, можете да го сторите на нашиот профил. Одеме и со профилот со коментарот на Жика Штипе Баев, кој што напишал: во Скопје само пивото остана скопско. А Бети Јанковска го има напишано следното: проблемот е што Скопје треба да се прогласи за затворен град, кој 64-та година по земјотресот беше прогласен за отворен град. Тогаш ке нема градежни активности и мафии, доселување од други градови и држави. Па така ке може и другите градови да се развиваат. Треба ли да има мораториум на градење станови во главниот град? Како и да е, времето брзо поминува секогаш совесно, значи успешно истеравме црвена линија, време малку да одмориме со реклами. По рекламите стандардно време е да ги соопштиме и резултатите од Instagram Story анкетата. Се разбира пресметано во проценти, па еве на прашањето дали би купиле стан во 35 катница, со да одговорија 22%, со не 78%. Како и да е, полека доаѓаме до оној дел каде што јас ќе ве подготвам пред се и сите вас од црвена линија, и вие кои што не гледате, и вие кои што се вклучивте, се јавивте, се разбира да се префрлите и да останете со мене и да се вклучите во Завртина Телма. Сега е време и да ве подготвам, еве и да ви откриам кои прашања ќе ги имаме денес во квизот, се со цел некој од вас денес да се освои нов телевизор. Па одиме. Под еве вакво прашање: која музичка група во 1976 година започна со песните Етида број 3, Деветка и Кокошка? Кој латински збор е за природа? И ево уште некое прашање: кој го напишал романот Старецот и морето? И кој пејач и актер најчесто му беше партнер на Джери Луис? Точни одговори чекам од вас, а јас со нетрпение очекувам да заиграме заедно и да некој од вас денес си освои нов телевизор во Завртина Телма. Се гледаме.